Значи, нема јас да готвам денеска, ми дојдоа готвачите веќе. Кул е да си кулинар, ќе дознаеме зошто и кои се кулинарите денеска, младите деца што се дојдени што ќе готват за вас. Кога сме веќе кај рецептите и готвењето, ајде да стартуваме со нешто, некоја намирница. Одбравме да биде тоа овошјето и да ве потсетам што имаме на зелените пазари, доколку денеска си пазарите. Крушата е средноевропско овошје, кое се одгледува во Европа, Северна Америка и Азија. Најпознати производители на круши се Италија, Соединетите Американски држави и Кина. Најстарото родно дрво на круша во Македонија, од родот Боздонка, се наоѓа во Ресен. Се предпоставува, дрвото било засадено во времето на Нијази бек, пред околу 150 години. Крушата е висока над 10 метри и таа е една од ретките круши што не ја уништила болеста ервенија. Крушите го намалуваат нивото на холестерол во крвта, ја олеснуваат констипацијата и имаат противвоспалително дејство. Пиењето сок од круша пред консумирањето алкохол би можело драстично да го намали ризикот од мамурлак и да го намали нивото на алкохол во крвта. Крушата е едно од најздравите видови овошја, кој може да се јаде свежо, а со него може да се прават салати и свежи сокови. Крушата има витамин С, фруктоза, гликоза, како и пектин, кој служи за добра функција на дебелото црево. Таа е извор за енергија, штити од настинки и грипови, го нормализира притисокот и помага да се намали ризикот од појава на карцином. Издруженијето за социјални иновации, АРНО, и Ирена Јаневска е денеска со мене, прават еден многу интересен проект. Станува збор за кулинари, проект социјално предприемништво, зашто дошле на идејата и како кулинари всушност ги спојува сите млади деца од угостителско училиште, им дава, јас како го доживам тоа, Ирина, како ветер во грб за понатамошен успех. Ќе ни откриеш. Добро утро. Добро утро на тебе, фала за поканата и добро утро на сите што не гледаат. Денес сме овде со многу вкусен повод, тоа е да разговараме за кулинари. Многу убаво го разбираш, Јована, значи токму тоа е концептот, да им помогнеме на младите готвачи, прво да си ја засакаат професијата, што е можно повеќе, да се амбицираат, да одат напред, да градат кариера и да ни останат тука. Што е важно и јас како го доживам сето тоа во поглед на готвењево, тоа е занет кој што сакам да живее, од еден голем, да речам, промотор на нашата традиција, на нација, на јазик, храна, да не зборуваме. Вие всушност имате сега еден проект, така, од септември, во тоа е она што ексклузивно денеска може да го кажеме. Може со ексклузивитетот да почнеме, ајде почнеме со тоа што е најново, тоа што следува како резултат на сите овие 6 години од кога соработуваме со угостителското и од кога гледаме дека храната на вистина е конектор, има голем потенцијал. Од септември заедно со едно здружение од Босна ќе работиме пред се на истражување на мултикултурните приказни од нашиот град преку храната. Идејата е ученици од угостителското училиште кај нас и од кај нив да се спојат првен со професорите нивни, со наши локални експерти, со наша помош, да истражат што е она што може да го понуди нашиот град од многу аспекти. И понатаму, да не откриваме многу, затоа што уште не е официјално потпишан проектот, ќе направиме една гастромапа од Скопје, која што ќе нуди можност за една гастротура на сите оние туристи, па и наши локални луѓе кои што ќе сакаат да се запознаат со градот преку храната. Така, например, значи ќе почне од Бозаво апче. Да речеме, еве Македонија мапава и сега не знам, Тетово гравче. Да речеме. Се фокусираме на Скопје. Пита. Скопје ни е нас пред се, затоа што тоа е градот кај што сме лоцирани, тоа е тоа што ние како капацитет можеме да го понудиме за почеток, ама да, идејата големата слика е да направиме една гастромапа од целата земја. За почеток сакаме да направиме гастротура, кулинарска тура, култура од Скопје, која што би почнала, например, сака има неколку рути. Да се проба малку Бозаво апче, да се отиде на пазарчето во Буњаковец, на улица Македонија, модерно кафе, турско кафе, кај има најдобар лахмаџун, бурек, бурек. Им се раскаже на луѓето дека младите ете после скачање одат во некој од пекарите, дека тоа, значи
да не биде она класична стерилна понуда. 24 часа. И се јаде многу и уживаме во тоа. И некако како нација по тоа сме познати и особено ми е драго што младиве сакаат да го наследат и овој занае да заживее за разлика од другите занаети што некако полека ни изумираат. Да, имаме проблем со во готвачите нека да. Со нас е Иван Мицков, така и Сара Трајковска. Сара Трајковска и ние првенец на генерација во суштина. Да. Така, ќе готват нешто специјално, сега се подготвуваат, ќе погледнеме после тоа. Добро, како доаѓа идејава за кулинари? Како доаѓате до идеја за младиве деца во угостителско да ги активирате? И да ги носите на надпревари од друга страна. Така, да, ги поддржуваме во се што тие сакаат, ги запознаваме со други готвачи, им нудиме секакви обуки за меки вештини, како да преговараат за плата, сиви како да направат, ги сликаме со професионален фотограф за да бидат горди на своите униформи, да имаат професионална фотографија на сивито. Така е. Значи правиме многу работи за нив. Идејата како дојдовме до ова е долга приказна, ќе пробам да компресирам најмногу што можам. Преку една стипендија за изучување на социјалното предприемништво бев во Англија и повторно долга приказна на кратко, имав прилика да го посетам ресторанот 15 на Джейми Оливер, кој што е социјално предпријатие. Апсолутно многу познат ресторан. И многу успешен во она што го прави. Чисто на кратко еве за гледачите како ја комбинираме храната, стручното образование со социјално предприемништво, сакаме да направиме еден одржлив бизнис модел, да не зависиме од грантови, од поддршка од донатори, туку преку наша продажба на услуги да собираме средства кои што понатаму ги инвестираме во ученици. Тоа е еден нов модел на економија кој што има силна социјална мисија. Значи ние генерираме профит, меѓутоа го инвестираме во општествена Сакате да кажете Ирина, тие учат и заработуваат. На некој начин, сега ќе ви објаснам како е, кој е моделот по кој што работим изминативе 3 години, продаваме часови за готвење. Канеме готвачи да одржат час за готвење, секој може да си купи ваучер, познати, најпознатите, најквалитетните. Последната соработка ни беше со Slow Food, невладината организација, која има своја асоциација на готвачи, каде што се наоѓа така, ова ни е постерчето, еден од тие часови за готвење кои што ги имате. Со тие часови за готвење всушност се од отворен тип. Така? Секој може да се купи ваучер. Имавме 5 часа во текот на 2019 година. Ги реализиравме во средно гостителство. Значи тоа е нашиот модел на соработка. Училиштето ни ги отвара вратите, ни ги нуди професионалните кујни, затоа што она што ние го нудиме на пазарот, прво е искрено ќе кажам дека сме први поради лични потреби. Јас не знаев да готвам и уште не сум, уште сум аматер готвач, меѓутоа кога да се јавев на мајка ми кога ќе прашав за рецепт како се правила, од прилика земи ова, она. Така ни е пренесено од прилика од око. И реков, мамо ти мене ме зафркаваш, јас сакам ова да го научам од професионалци. Истражував и видов дека нема кај нас. Тоа беше во 2015. Видов дека нема и реков зошто да не ова идеја за прекрасен проект кој што верувам дека ќе има одличен прием на пазар затоа што го нема и сигурно луѓе како мене што им требаат конкретни инструкции за да научат да готват. И така, соработуваме со средното училиште Лазар Танев, ги продаваме часовите, секој може да ги купи. Понатаму со тој профит, еве сега дел од профитот инвестиравме за да им се помогне да си купат нови униформи. Тоа е следно што после летото ќе го правиме заедно со дечките. Професионални готвачи. Да, ги сликавме, имаме мислам дека дел од фотографиите се вртат фотографиите кои што ни ги пративте. Сега ова ми е следното прашање. Навистина ме фасцинираше моментот што учениците од средно угостителско училиште, тие се трета година, четврта е Сара, така? Двајцата ќе бидат четврта, затоа што тоа е вонредно, нивното задолжително образование е 3-годишно. Меѓутоа, инсистираме да земат и четврта година, за да можат да имаат вертикална продност во кариерата, односно да се запишат на факултет. Така, тие со трета година средно прават кетеринг. Ова мислам дека многу малку луѓе го знаат дека средното угостителско училиште прави кетеринг и дека може децава кои што учат да се ангажираат за некоја прослава, веселба. Така, имаме направи со нашиот прв проект кој што се викаше Младинска професионална кујна нови технологии за социјален бизнис.
прв во фокусот ни беа IT решенија, како да помогнаме и на училиштето и на нас. Ние направивме страницата kulinari.mk, а за училиштето направивме една веб страница mojcatering.mk, токму со цел луѓето да дознаат дека училиштето нуди ваков кетеринг кој што е навистина по прифатливи цени. Да, на наши настани, на наши настани. Дури јас и за приватни цели ги ангажирам, затоа што сакам да ги поддржам. Мојата магистратура, например, кога ја прославував одбраната, ги ангажирав не само што имаат превкусни јадења, туку самото служење професионално. Децата доаѓаат во униформи. Навистина се гледа дека позади нив има знаење како се однесува со гости, како се презентира јадењето. И многу е убаво затоа што ете на тој начин го поддржуваме училиштето, а понатаму они учениците што си работат за време на пракса. Они така го работат. И многу ми е драго што тоа се случува. И еве баш би сакала и доста луѓе да слушнат, да ги поддржиме што повеќе зашто се навистина млади. Си уште завршуваат со школа, сакаат во тој смер да продолжат понатаму, па и тие ќе ни бидат идните амбасадори на некој начин. Тие веќе се, верувајте дека со надпреварите кои што пазар си бара да се бара готвачи на пазарот. Значи, ќе бидам искрена дека нас луѓето веќе не препознаваат како некој мост помеѓу приватниот сектор, рестораните, хотелите, кај што им треба, се јавуваат на секој 2 недели да прашаат дали имаме да понудиме готвач. И еден апел до сите институции дека навистина е време да се инвестира во стручно образование, има побарувачка на пазарот. Има некоја дупка помеѓу имиджот на средното стручно образование и оно што во реалност го нуди како можност и треба навистина сите заедно да инвестираме затоа што ова се младите кои што се потребни на тој пазар на труд, да ги мотивираме да се ја засакаат професијата, да се дообразуваат, да се доусовршуваат сами, може и неформално образование. Денеска е 21 век, човек може и сам да се едуцира, можат да учат исто од други познати готвачи кои што им се нивни идоли преку социјални мрежи да ги контактираат. Кои им се идоли. Од нашиве готвачи, освен Марк де Јонг кој што ние си го гледаме како наш, матичен, отини од нашето кулинарско шоу Брза кујна. Кои други имиња познати македонски ви пројдоа? Го имавме Дејан Карапеев кој што демонстрираше како се подготвуваат филети од риба, значи првин како се филетира, самиот тој процес, а понатаму како се подготвуваат на пареа. Имаме шеф Марејаневска од британска амбасада која што во првата тура на часови за готвење демонстрираше англиска кујна, тие беа помодерни. Марк де Јонг беше за француска кујна. Тие што им се поблиски. Така, да. И тука кај нас француска кујна готвеше. Сте вкусиле, знаете зашто зборуваме. Имаме и од други ресторани, од најпознатите ресторани, луѓе кои што се навистина во фелата, со задоволство не поддржа и дојдоа ги одржа овие часови. Ние сме многу благодарни, меѓутоа нема да запреме. Секој што ќе се појави на сцената, ќе го повикаме да соработува пред се за да ги запознае децата и за да им даде на нив мотивација дека доколку се сака, навистина може да се успе. На крајот, дека секој треба да си ја сака професијата, и на крај тоа е успехот во професијата. Иван ви се врати со медали од каде? Од Хрватска. Ке ни кажува Иван повеќе за тоа. Иван и Сара се навистина едни од поамбициозните. Меѓутоа имам уште околу 15 на дечиња со кои што работиме. Многу би сакала да ги запознам сите, имајте го тоа Мислам предвид. дека може да доаѓаме, изразија желба. Имам една групна Facebook порака каде што и побараа да бидат поздравени групно, ама посебно. Сите ги поздравувам и навистина сум отворена за соработка со млади деца готвачи. Многу би сакала да ги промовирам, тука ја гледам и днината. Мислам дека Мемет и Ката Јаневска се следните што сакаат да дојдат, ќе ги покажуваме јавно. Кои се надпреварите кои што поминали и нешто што може да ни најавите? Најавивме настан нели во септември, ама некои надпревари. Надпреварите повеќе се најголема промоција. Им се промоција и навистина учат не само од процесот на самиот чин на надпреварување, туку подготовка. Они обичајно имаат ментор од повозрасните сениор мастер шефови. Меѓутоа учат и од самиот процес таму како се суди, например, и доаѓаат и на нас ни кажуваат. Ние не ги посредуваме надпреварите, повеќе одат преку другите здруженија, од типот на Гастромак. Има многу. Ние повеќе сме во делот на стручно образование, готвачи кои што професионални готвачи. Ние сме повеќе во делот на поддршка за на нив како реформи во стручно образование, инвестиција во младинско образование, активизам, да покажат и на
другите млади дека не треба да се биде пасивен, дека треба да се превземат рацете. Мислам во вистинско време дека сте ми и гости, затоа што ќе ја отвориме темата можеби домашно помеѓу родителиви и децава, доколку се уште никој се нема запишано нигде во средно. Еве во август имаме уште еден, ми се чини дека има многу, да, читав дека отворив намерно да видам во гостителско на вистина има многу простор. И ми е криво од друга страна зошто занаетите некако подизумираат, во ово има многу голема надеж. Има голем дека... потенцијал. На вистина, ние скомунициравме пред некој ден телефонски се јавив на директорката со истото прашање што да кажеме на телевизија за уписите. Поминале добро, оваа година е подобрен интересот. Меѓутоа има уште простор и апелираме до сите родители дека ова е една иднина, меѓутоа сепак треба да избор на децата, затоа што доколку нема љубов во ова, тоа веднаш ќе се почувствува, нема да се готви со сила. Да, нели готви со љубов за да ти биде вкусно јадењето. Тоа е најважната состојка. Би сакала тука негде да го заокружиме разговорот околу часовите кои што ги имате за готвење. Како изгледаат тие часови за готвење? Еве како позадински како изгледа еден час? Позадински иде тешко, првен се договараме, иде тешко. Предизвика затоа што бара голема логистика. Се договараме со главниот готвач што ќе се готви. Се дефинира листа на намирници, па се нарачуваат, па стигаат намирниците кај нас во канцеларија, се прави проверка за нивната квалитет, свежина, доколку нешто фали, зависно нели дали е сезонско, не е сезонско, се пребарува цело Скопје дополнително да се најде некоја состојка која е поспецифично јадење. Одиме во средно гостителско, таму се веќе учениците, кои што на секој час имаше по 5 ученици готвачи, 10 учесника, бидејќи тоа е самиот простор, угостителско единственото место во целата земја, каде што секој има шанси, поради тоа што имат кабинет за практична настава. Секој има шанси сам да готви. Значи ние не продававме демонстрација, гледајте на како готвиме. Секој индивидуално готви, затоа и ги наплаќаме, затоа и веруваме дека имаме бизнес потенцијал. Едноставно со цел и можност да научиш на крајот. Да, тоа ни е целта, да се излезе со знаење, со сготвено јадење, може да се јади на време на... Оние кои што готват, апсолутно се запознаени од моментот на набавка, колку е потребно, како е потребно. На крај ги добиваат рецептите, оние кои готват прво доаѓаат, значи кажав дека има ученици кои што помагаат во припремите, се веќе таму ги пречекуваат тие што имаат купено ваучери, што ќе учествуваат на часот. На самиот час првин да кажеме дека еден од учениците, најчесто некој од претходната генерација, затоа што они се веќе трета генерација на готвачи со кои што работиме, некој од претходните генерации го отвара часот и им кажува на луѓето првен хигиена, дека треба да се врзе коса, дека се отстрани накитот, како се држи нож, основните техники на сецкање ги воведува, им кажува кујната каков работен простор е, да се внимава да не се повредат, бидејќи сепак е динамична работа. И тоа е воведот во часот, понатаму станува на сцена главниот готвач. Значи сите сме тука блиску, тој ги дава инструкциите, луѓето симултано. Секој готви сам и ако заглави, бидејќи имаме луѓе што да вистина се аматери, почетничко ниво беа часовите, меѓутоа за оние што имаат некаков предизвик во самиот процес, тука се учениците готвачи да им помогнат доколку загори тавче, треба сисецка да се интервенира. Тие се на самиот час и ние кажуваме дека тие се всушност десна рака на главниот готвач. Тоа е процесот на готвење на часот, имаме предјадење, главно јадење, десерт обично, измеѓу си седнуваме. Комплетен оброк и секогаш се готви повеќе од што е доволно за време на часот, така да луѓето имаат можност да си ја спакуваат храната. Најубавиот момент дегустирање. Дегустација, а за последниот проект кој што беше соработка со Slow Food, исто имавме за време на паузата кратки предавања од организацијата, како што се протеини во зависност од темата на часот, или како се купува свежа риба, или тркало на сезоните, кога што се купува, како да познаеме, како да знаеме кога е. Мислам, ние сме на вистина порано имавме предмет ЗПО, запознавање на природа и општество. Да, го поминавте.
Да, таа генерација сум. Ето, Да. тие близко сме со генерациите, меѓутоа она што ни недостасува е навистина се конектираме назад со природата, да видиме кога што се јаде, затоа што не само што тогаш е најевтино, тогаш и најквалитетно и најздраво да се Да, јас јаде. постојано подсетувам дека здравјево ни е на пазариве и дека таму треба повеќе да одиме. И локална храна. Да, Локална да. храна И кој не има само затоа можност да што си увозот е огледува, штетен за екологијата, за да стигне една банана до тука навистина се прави голем еколошки отисок, а ние имаме локални продукти, локални овоше, зеленчуци со слични нутритивни вредности наместо ние увозните. Диња може да јадеме наместо банана. Апсолутно. И да си ја поддржиме локалната економија, локалните произведувачи. Така да, за време на часовите имавме и такви кратки едукативни паузи, кај што се дружевме, имаше дегустација, меѓутоа и учевме за навистина целиот синџир на исхрана, за нутритивните вредности и за предностите на локалното. Апсолутно ве поддржувам. Ви посакувам многу успех и што повеќе да промовирате млади кулинари. Имате од нас поддршка медиумска и се надам дека во септември кога и ќе ви биде презентацијата на Скопската мапа на храна, дека ќе не повикате да видиме како тоа изгледа. Ќе ве повикаме, фала ви, навистина ни значи секоја поддршка. Можете да продолжите да не следите на нашата Facebook страница kulinari.mk. Слоганот кажавме на почеток дека е кул да си кулинар, тоа е нашата мисија. Навистина да направиме една револуција во перцепцијата на стручното, конкретно гастрономско образование. Благодарам, посакувам успех уште еднаш и се надевам подоцна ќе дознаеме повеќе од тука, ни се младите готувачи се подготвуваат, ќе дознаеме повеќе зошто тие го избрале ова. Целта и позадината ќе дадат можеби на некој идеја зошто и тој да биде готвач. А ние да продолжиме понатаму и ајде да си готвиме. Најавив, денеска со нас е Сара Трајковска, ете јас не сум за во кујната, за од страна сум, Сара Трајковска и Иван Мицков. Иван Мицков е еден джентлмен кој што дава предност на Сара, таа ќе ни готви прва од Средно гостителско училиште, така, но во позадина, поддржана и подпомогната од организација Арно и Кулинари. Така. Да. Ти благодарам што ова ти е прво телевизиско вакво готвење, гостување. Ќе ни покажеш што се научи, што се умееш да правиш и зошто си избрана за првенец на генерација. Неверојатно само ради петките. И ради умешноста во кујна е сигурно. Така некако. Така. Сара, ми доаѓаш од Куманова и не ти беше проблем да си патуваш секој ден затоа што готвењето на крај. Да, си го сакаш. Зошто го избра ти Средно гостителство? Многу сакав да готвам. Уште од мала многу ме влечеше готвењето, секогаш се плеткам во кујната. Со мајка, со баба. Со мајка, со баба и така. Се мислев дека кај нас не постои вакво училиште за готвење. Кога слушнав дека имаме прилика и можност да дојдеме тука да учиме, немаше пречка за мене. Морав да бидам тука. 3 години си ги завршуваш. Учиш многу и од оние часови за готвење кои што се организирани. Она што го прочитав за тебе е што кажуваш дека завршив како првенеца генерација, сакам да одам во Франција да се усовршам. Зошто Франција? Така, зашто Изборот на храна повеќе или французиве се најдобри готвачи. Што е имавме исто така едни часови за готвење во нашето училиште каде имавме гости од Франција, кој многу ми се допадна начинот на подготовка. Марк де Јонг беше еден? Не беше Марк. Со Марк бевме на едни други часови за готвење, но имавме специјални гости од Франција кои дојдоа само за нашето училиште да покажат одредено јадење, да ни покажат како го спремаат, ме забележаа колку сум заинтересирана за готвењето. Ме прашаа дали сакам да бидам дел од нивното училиште, кажав дека зошто да не. Како не? И сега гледаме да видиме за студии, да продолжиме натаму. Браво, Сара, браво. Се надевам дека ќе успееш во сето тоа, ама затоа што си го сакаш ова на крајот. Што ти ни готвиш денеска? Колку многу работи гледам тука? Не е многу. Денеска ќе спремам рижото со цвекло. Добра. Затоа вака правим, тука стави вода да ми врие. Ќе додадам бујони, зеленчукови бујони, коцка за... Да се изберат зеленчукови, а не оние што ни се со пилешко, како пилешко има говецко, да, зашто... Тие не. Да, добро, зеленчукова. Италијанска варијанта. Тука ќе додадам и парчиња цвекло за да имам убава боја.
така, иако треба да си ја зајакнеме крвната слика, така. Цвеклото е многу добро. Ете го. Сега, иде прашањето. Така ли ве советуваат дека зеленчукот треба да се јаде со кората? Зеленчукот, ова јас набавив органски производи. Добро. Најпрви секако мора да се измие, не е битно дали е органски, неоргански, од бавче, Добро. како и да е, мора да биде чист. Јас го измив претходно. Може и со кора, зашто да не? Затоа што домашно некако, знаеш, навикнат би прво да го изљупиме убаво, Да. па потоа да, повеќето готвачи што ми доаѓа тука и ви, нели, тебе што те советувале поискусните, велат ги уништуваш сите витамини. Сите витамини, точно. Повеќето витамини се наоѓаат во кората на овошјето и зеленчукот, затоа треба да ги искористиме. Добро, колку време вака ни се вари? Па ни треба само да биде бујонот, треба да зоврие, да омекне цвеклото. Јас тоа претходно го направив, потоа го ставив во блендер со малку маслиново, Со секора, со сесе? со сесе, Добро. го ставив во блендер, го пасирав, добив едно као не, пире да кажам од цвекло. така, да, добро. Тоа си го имам претходно подготвено, зашто му треба малку подолго време додека да омекне. Но еве тука да презентираме. Да. Сега ќе ставам малку маслинов. Не мора маслиново. Кој каков си има, така? Да. Да ни Заглеано се е загрее. веќе. Значи, ќе ставиме прво сецкано кромиче, јас и тоа од претходно го подготвив. Се си е спремно. Така, но го ставаме на загреан зетин, затоа малку ќе почекам додека да се згрее. Добро. Мислам дека веќе ти е згриено, така и го осеќам. Нели секоја домаќинка најдобро си ја знае кујната? Пе јас да кажа, пе јас, ова моја мала сладка кујна, какви рецепти вкусни вади. Ете ја, добро. запржува. Значи, ништо поубаво од кога особено имате време за викенд, од сабајле која ќе стани, куќата ќе замириса на храна, руче. па стварно, нели? Да, Или кога се спрема ручек, ете го кромидот е прв. Да. Ништо без кромид. Сега ќе додадам малку сол за побрзо да ми омекне кромидот. Ајде сега да ни ги откриеш сите цаки што си ги научила. Значи, сол побрзо омикнува кромид. Да. Се да ни кажеш. Добро. Како ти процедурава? Што додаваме друго? Сега ќе го додадам оризот, да ми се пропржи. Добро. Како готвиш? Точно по мерка или веќе од око? Од око веќе научив. Веќе од Порано око. одевме со мерки, Да. толку треба, од ова толку, но Да, веќе да, окото да, си го знае своето. Ами на почеток ти олеснуваат тие мерки, така знаеш, никако си горе доле на чисто дека јадењево ќе биде сигурно направено, вкусно. Да. Нема да се сгреши. Нема да се згреши. Не може Се нели љубов не може да се згреши. така, е, не може да се извади солта, ама може да се додаде после, Да, така? да. Добро. Имаме што имаме плюс тука како намирници? Путер, павлака. Имам путер, ова е крем сир павлака, исто така може, пармезан имам. Добро. Тука имам козје сиренце за декорација, но многу добро оди со цвекло, со ориз. Во ова комбинација навистина многу. Добро, кажа дека францускава кујна си ја научила, мислам си ја засакала и Ја сакаш да ја сакам, не научиш. сум ја научила уште, ја Да, и учам. сакаш да ја научиш, те привлекува, но Да. кое ти е омилено јадење? Што најмногу сакаш да готвиш? Најмногу сакам да готвам главни јадења, но сега во последно време многу почна да ме привлекуваат сладките, така да не знам за Франција Може ќе да видиме. долеме сладки. Тие ги имаат оние тартови познати, така? Тартови, еклери, од се по нешто. Да. Што некако нема доста. Тие како беа лапни голтни. Секогаш може да ги направиме брзо. Ај следен пат кога ќе дош ќе ни правиш нешто благо. Може. Сега ќе ставам Така. коцка до... Ајде 2 коцки и пол путер ќе ставам. Добро, ако никој сега во момент не гледа дома и сака да го направи истова, за викендов и му треба точни мерки. Може ли да ни кажеш точно како оди? Од прилика оди Да. 100 до 150 грама максимум ориз за порција. Добро. Сега зависи кој колку ќе сака. Јас готвам сега за една порција. Да. Иако можеби ќе набабри оризот, иако можеби изгледа за некој малку. Ќе набабри, нема вака да остане. Да. Имаше пола кромит, така?
Толку беше? Добро, помалку од пола кромица. Колку имаше цвекло? Малку Една стај. главица цвекло. Една Добро, и главица две стај. коцки за супа. Да, ама за ова количина на вода, инаку за- помалку. Аха, колку имаме тука вода? Литар и нешто, литар и 200. Добро, значи горе-доле ги кажавме и никако... Давам уште сол, бидејќи се собира, како да кажам, оризот пива, кромидот исто така. Кажа дека од мала, од мајка ти си учела, си сакала да се плеткаш во кој на кој дењето кој што дома најчесто си го правите, кој што прво си го манџи, домашни манџи, тоа беше некако зашто сме големо семејство, Да. само манџи стигаат за сите. Домашните јадења обично, бидејќи моите не сакаат многу да експериментираат со Сидат со македонската да, кујна, сигурно. да. Сега ќе додадам малку бело винце. Иначе многу во за мириса. Ау, да, комбинацијата веројатно на состојкиве претходно што истевме и белото вино испари. И стварно многу во за мириса. Ќе додадам малку и сецкани парчиња на цвекло, ќе оставам уште малку за. Ова е свареното, така? Па може и да се свари, но ова ми е свежо, бидејќи беше навистина меко, не беше многу тврдо. Затоа Добре, и од течноста мислам дека ќе си се свари тука, значи може да се стави. може. Да. Кој е дењето кое што прво го научи преку часовите за готвење, преку угостителско училиште? Првите часови за готвење, мислам дека на првиот час што присуствувам беше за протеински растенија. Аха. Тука значи се спрема од се по нешто, така да спремавме протеински растенија, сега точно не ми текнува што беше. Да. Ама знам дека спремавме навистина вкусна и здрава храна. Затоа што спремате разновидна храна, Така. имаш можности да се запознаеш и со некој, еве ги споминавме со Ирина, некој познати имиња на готвачи. Која храна ти е многу драго што си успеала да ја направиш? Кој рецепт? Некој тежок, Специјалитетите, така да, некој, да. месото. Пота Иван ќе ни готви еден специјалитет, ќе ни така. прави нешто многу специфично, ама што е за тебе специјалитет специфичен што си успеала да го направиш? Бифтек, мислам дека еднаш спремав. Мислото си бара посебна Си бара подготовка. посебна. Да. Но некако И има кога ти повеќе вела дека техники си во добар готвач и знаеш да готвиш, кога ќе успееш нешто така, Кога да ќе се усовршиш? Па, Кога? Да, мислам ке се приметува тоа. Да? Да. Или кога јадењето е вкусно без разлика што ќе направиш? Па и така некако, може и така да се каже. Сега само да ви кажам дека оризот се спрема на потивко. И сега Добро, колку од прилика ни е тоа, не можам да видам тука колку имаме на тројка, четврта. Пола да го ставиме. така. Ако е до тука на 6, Ако е до 9, значи 6, 5. 5-6, да. Добра. И сега за оризот убаво да ја прими целата течност, ставаме по полека бујон. Ставаме малку, чекаме да оризот Целосно да впие? Аха. Да, чекаме малку, после ќе додадеме така, лажица по лажица, лажица по лажица и така. Доека целосно не биде впиено, да. А кога знаеш дека некој јадење е готово? Сакаш додека готвиш да пробуваш? Така, да, Или пробувам од помалку. јас си пробувам. Јас. Значи јас не Мора можам да да ги пробуваме разберам како- некој готвачи што викаат јас готвам, другите да пробаат јас не како можеш? Јас си пробувам. Мислам, морам да знам каде сум со солта, да видам до каде сум, да видам колку е сварено. Не можам секогаш да гледам на саат, зашто некогаш ме во гужва и не можам секогаш да видам колку е саат, а ова требаше 10 минути, ова требаше 15 минути, така да си пробувам и знам до каде сум. Какво е чувството на речи си 18? 18 сега. 18 сега, да. 18 години да правиш кетеринг за повеќе луѓе. Што туку завршила со школа, веќе ангажирала? Не знам, мене ми исполнува тоа чувство кога спремам, онака ме смирува. Да. Нема некој притисок посебен од тие сега сте млади, треба да се докажете и сега треба да направите за не знам Па колку. нема, си го правиш онака да изгледа убаво за твое око. Аха. И што се вели, му ставаш малку љубов и навистина излегуваат прекрасно. Не е Само да посебен, се- не е посебен стрес. Немаш посебен стрес, ни малку. Оти добро, не ја прашав тоа Ирина, оти добро средношколците, сега си се во некои години кога е специфична работата со нив, колку вака сите од вас некако се работувате меѓу себе, сакате да си споделите рецепт. Јас го научив ова, чекај да го видиш, јас го научив ова, чекај да го видиш. Па зависи колку
колку сме заинтересирани. Еве пример јас со Иван си споделуваме рецепти, го прашувам пример кога нешто дали вака треба, дали така. Се консултирам со нив, прашувам. Ако нешто не ми е јасно, знам да прашам, мислам. Ако нешто не знам, зашто да не прашам. Така сега ти у години кога треба да учиш, значи целосно се впи, еве додаваме. Додаваме уште лажица. Нова лажица. Ова ни е трета лажица. Имаме до кога треба да доставиме? Ќе пробаме. Не пробаме. Ете така домашно си готвиме. Така. Иван беше на надпревар, ти? Јас бев на повеќе надпревар. Мислам, не одам многу надпревари, повеќе се задржувам во училиште, по рестораните тука што ни се. Но бев и јас исто така на неколку надпревари. Не земав нешто многу, но мене искуството ми беше битно најпрво. Тоа сакав. Многу научи на надпреварите кои одам. И Иван повеќе ќе зборам на таа тема. Што нудат тие надпревари? Освен промоција на тебе и на тоа што ти ќе го сготвиш нашата храна. Покажуваат, има многу добри готвачи на надпреварите, што не мора да се надпреваруваат, туку само презентираат одредена храна, покажуваат како се спрема, учиме многу нови техники, значи со едно одење се враќаш онакако, не знам, 3 години да си одел негде на пракса. Да, полн со знаење, со искуство, веројатно и тука сега посебно емоции. Еве јас, например, на одредени надпревари кои одев, се запознав со шефови што еве сега на социјалните мрежи прашуваат како сум, исто така. Рецепти ми праќаат што многу се изненадив, еве од Италија неколку шефови запознава. И ностав ми праќаат одредени рецепти, како сакаш ова да го испробаш, ако сакаш ова. Да, пробај напред, пробај тоа. И јас се потрудив да пратам некои од македонските рецепти и така си разменуваме рецепти. Секој има свој идол во животот, секој додека растел, додека сакал нешто, и јас сум гледала повозрасни од мене тогаш, нели, водителки, како да се од секојаш сум сакала ова да го работам искрено. Кога и ти си поминувала низ такво детство, кој бил твојот идол? Мојот идол беше Филип Поповски, Фичо, од мои рецепти. Готвиме со Фичо, не знам, сигурно имате слушнато. Да. Идол ми беше уште од мала кога бев. Готвиме со Фичо, нема дојдено тука, треба да дојде. Ке дојде. Ќе го натераме да дојде. Да, тој ти бил од секогаш. Идол си го следала. Да, што е неговите рецепти што те фасцинира тоа дека успева да направи некои специфични јадења или и тоа, но и фактот дека тој всушност не завршил за готвач, но љубовта кон готвењето го довело до тој степен да биде професионалец, да биде навистина еден голем шеф што многу го ценат. Човекот навистина е и јас го обожавам. И ти го обожаваш, да. Многу од младите готвачи се промовираат преку Инстаграм, како социјален медиум. Не завршиле школа, но ти си некако во предност тука дека и си, нели, се доусовршена во таа област. Прават своји профили, така се презентираат и те учат на некој начин и сакаат. Размислуваш за себе за такво нешто? Размислував и јас за таква идеја, зашто знам од самата себе дека многу направила некои своји обожаватели. Да, не знам за обожаватели, но навистина има многу убави фотографии од кои некои луѓе го споделуваат дури рецептот, покажуваат што приготвиле. Мислам дека и обожавателите така и се стекнуваат. Тие сакаат да видат што си изготвила и како си го изготвила. Еве сега тука ексклузивно ќе можат да го видат ова рижото. Мислам дека ни е при крајот. Да, сега ќе го пробам да видам за. Ќе кажеш како е. Бидејќи ова не треба да биде преварено. Добро. Треба да биде некако додека си го декорираш, ќе направиме една, ајде да видиме со пробувањево како сме, само па да не се пригориш. Ги научи веќе. Ги научи и како се не се прегураш, јас вака ќе дував. Ќе научиш. Добре, уште малку му треба. Да. Додека му доставиме уште малку вода, драги мои, ќе направиме една куса пауза. Да ви кажам дека рижото преубаво мириса, Сара Трајковска ни го направи денеска. Готово ни е, така го пробавме, готово е. Не е уште готово, сега ја додаваме главната состојка. Оризот е готов. Оризот е готов, сега ќе го додадам пирето. Значи, претходно кажавме, сварено, цекло, цвекло изблендирано, заедно со маслиново, така рече? Со маслиново. Добро. Може малку и солче додадете, ако мислите дека...
Па така повкус, нели? Да. Знаеш Јас што? дека тука ставив коцки за супа, мислам дека се доволно солени. Па да, мајка ми како кажувала од секогаш, значи солта може да се додаде, не може да се извади, са нели? Да. Да. Сега, ќе добија многу убава боја од Да. Црвената? Црвена боја. Денеска со мене горе доле некако во тон. Ќе дам уште малку. Така? И сега- Убаво мириса цвеклава. Може би целата комбинација на состојкиве го дава тој стварно многу убав мирис. Да ти кажам, најубавиот момент во готвењево ми е секогаш крајот кога ќе видам декорирана чинијата. Таа умешност на готвачите да накитат на вистина преубаво. Сега ќе додадам малку крем сир или павлака. Значи, предпоставувам, затоа што гледам колку многу е густо, треба да биде со голема масленост павлаката. Да. Така? Треба за да биде кремасто рижотото. Значи, многу малку додаде. Малку и Една сега ќе лаж. додадам пармезан. Му давам многу убав шмек. Браво. И дефинитивно ова е нешто што ќе пробам да го сготвам јас за викенд. Веќе си кажав, еве може и си најавив што ќе пробаат моите дома. Преубаво мириса. И многу лесно се прави, брзо. Колку време ни требаше сега се да го направиме? Некои 20 на минути, Сара? 20 на минути се Да. сосема доволни. Мислам дека во ова динамично секојдневие најмногу примамуваат рецептите брзо, Кои се лесно, брзо вкусно. спремен, да. Па да, и секогаш се трудиме тука со готвачите, им велам дајте да направиме нешто што ќе им олесниме на гледачите. Тоа брзо, лесно, вкусно. Така. На многу ти во кога? Го На намали? тивко, да. Кец. Цело време го спремам, па На не многу баш тивко. на единица, но на температура, како што кажавме, на пола. Добро, ова треба За да се да се може- знае, нели? За дома да можеме да го направиме како што треба. Малку путрче. Едно лажиче. Пола лажиче. Ова би било пола, навистина. кафено лажиче. Да. Добро. Преубава ти е чинијата, значи. Си ја донесе, Благодарам. на вистина, преубава сега рижото, ќе го ќе доукраси. Вистина ќе се потрудам. Бојата на вистина многу ми се допаѓа. Па тоа знаеш ли дека е добро направено? По бојата? Па, црвена? зависи колку ќе додадеме од пирето. Да. Сега, вака, како го гледам, преубаво ми мириса, кога ти знаеш дека е комплетно готова? По густината? Да, по густината. Гледам. Освен сега нели пробување, ајде густината. Да, можеби ќе додам уште малку бујонче. не Бидејќи од треба да пармезанот лепи. на вистина ми се повржа. Значи не треба да лепи, Не треба да биде онака. како пире. Па и да се познаваат звучи. зрната на ориз. Не е баш како пире. Ќе вкусиш, ќе пробаш на вкус дека се осеќа. Можам ти кажам дека Така овде да, чекам. можам да го Се обожавам вакви сервирам. работи здрави. Ајде, и сега. Декорација, моментот на украсување. Декорација. Дали тоа посебно се учи кај вас? Моментот на украсување? Имавме посебен предмет во трета година декорација и декорирање на храна. Што се учи во тој предмет? Така да. Како, која чинија се избира за која храна? Предпоставувам што се декорира од страна. Учевме пример кои гарнири со кое јадење одат, кои Добра. со што можеме да украсиме, за исто така за инвентарот што спомна. Учевме Па да, што во што која може. чинија да ја избереш за која храна? Да. Може би оние округли секогаш ми одговараат повеќе на пасти, на Да. италијанска храна, а се што е месо, сум забележала дека е во форма на коцка. Па може, но не мора да значи дека секогаш мора Значи да не биде е правило? така. Нема Само такво моја правило. забелешка некоја, не случајно. Се замисли, исправи. Значи сите цаки се откриваат денеска, да не ти се лутат твоите другари. Се си каже. Да, ова се учиш, се праксираш. Добра. И ова јас го научив од пракса. Сега, За декорација додаваме за декорација козјо. јас пример сега ќе додадам Козјо козјо сирење. сирење. Тоа исто Ќе го- така е твој избор или комбинацијата е најдобра со козјо? Комбинацијата мислам дека навистина многу добро ќе Зашто води. козјото сирење му дава нешто Му дава шмек, многу убав шмек му дава и Дека е малку појако е специфично. сирење, да. Сега ќе му додадам малку морско оревче.
Многу малку, колку Така и Му даде морското некоја оревче е многу пикантност. специфичен, има и мирис. така. Наросам. Се експериментираш вака доста сама, си додаваш, ај чекај ова да видам со што одива, со што Се оди. трудам, но еве сега Дали некој дома ти вратил чине и ти рекол, ова Сара не бива, до сега се нема случајно. се нема случајно. И блази си им на твоите, да ти кажам. И сите што ќе пробаат твоја храна. Така. Ќе додадам Ете исто така така. неколку гранчиња на нане кои совршено се совпаѓаат. И преубаво ќе изгледа на крајот. Да. Да го доставиме нането. Денеска, драги мои, ни готви Сара Трајковска од Средно угостителско училиште со цели своји 18 години, првенец на генерација. Видете колку убав рецепт ни направи. Си се доусовршува. Како беше, сакаш да си патуваш во Франција? Сакам не Сакаш само во таму Франција, да сакам продолжиш? секаква кујна сакам да пробам. Сакам од многу ми се допаѓа да експериментирам со Се надевам дека денеска, како што јас уживам во твоето готвење, дека и ти уживаше во гостувањето. секако. Ќе ни дојдеш пак. Кажавме готово дека треба да ни изготвиш нешто благо. Може, ќе видим. Ќе смислиме некој рецепт интересен. Ова дефинитивно заслужува и да биде сликано и да биде покажано како твое дело. Сега, например, јас ова би го правила со пинцета, јас се извинувам. Мораше да се Колку снајде со Морам да се снајдам со раце. прсти, Да. а инаку да, со помошно, со пинцета, верувам дека имате и такако артилерија од ножеви, од помоши, од помагала, од што не. Да, и сега, пример, ќе си играме, знам дека е доволно, можете да си Ете играте така. колку сакате. Ете, сега, чинијата? се извинувам, уште нешто ќе додадам. Што би додала на- Ќе додадам инфузирано масло од рукола, која навистина совршено се совпаѓа Масло од рукола. Инфузирано масло од рукола. Што значи тоа? Како го направивте? Тајна е. Тајна, тоа не сме да се каже. Па не е баш тајна, но си има некоја цака. Да се направи. Ете го. Ајде ние ќе пробаме во и ќе уживаме. Дава многу во... бава боја, но и вкусот нема многу да се осети, но навистина ќе биде совршено. Сара, ти благодарам, навистина. Се надевам дека ќе успееш во твојот сон, дека ќе го реализираш во дополнување на образованието пред се. Имаш предноста, не само што обожаваш да готвиш и сакаш да учиш. Во готвењето Сакам да да научиш научам. саки, тука и си подкована во образование од Средно угостителско. Иван исто така ќе прави еден специфичен рецепт нешто подоцна. Ти благодарам што ми беше првиот готвач. Ви благодарам на поканата. Беше чест и задоволство да готвам тука со вас. И ние веќе на големо се спремаме со Иван Мицков, веќе вториот ученик наш денеска гостин од Средното угостителско училиште, инаку поддржан од кулинари. Ќе ни раскаже повеќе за неговиот пат и избор да биде и тој готвач. Кажав дека готвиме специјалитет, ќе ни го представиш ти за каков станува збор, на големо го готвиме, ти му треба време да се приготи. Така, ова е стек од патка, згради. Стек од патка. Да, специфично месо кое е прилично тешко да се сготви. Прво, Иван, многу е тешко и да се најде. Да, прилично Но и тешко. вака да му текне на некој да го прави, освен американците, нели, они има таму кога се спремаат, како се Па да, и спремаат. француска кујна е доста застапено. Да, аха. И е доста Денеска тешко да се... правиме специјалитет стек од патка. Да. Иван, освои награди, дојде со, те видовме на слики со медали. Ајде да те вратам сега на почетокот, ти како избра да бидеш готвач? Па, Зошто? тоа не ни беше моја идеја. Беше предлог на моите. На Јас твоите? Немав идеја каде да се запишам средно училиште и ме Вистина? влечеше готвењето. А те влечеш, а дома помагаше на мајка ти во Помага, куќа? ништо посебно, ама помага. И Да? моите ми предложи да се запишам угостителка. А што те влечеше, конзумирањево на храна или припремањево на храна? Па ќе изложам ако кажам припремањето, ама Ама да пробаме Да. што има. и се запишав угостителско. Аха. И открив дека сум имал некоја желба и Да.
И нешто ме влечело кон готвењето и Добро, сега толку го засакаш готвењето, си заврши трета година така, вонредно ни каже Ирина уште една ќе Да. останете со Сара. Посетуваш часови за готвење, но инак превари. Сега Тазе се врати со успех. најпоследно бев во Хрватска. Добро, Самот ментор Зоран Мајновски. да. Ме поканија да бидам дел од нивната група која оди на натпревар во Хрватска и прифатив, зашто не, тоа е ново искуство, ново све. Аха. И Се врати со медаљи од таму. Да. Што донесе? Што Донесов- мислам во готвењево, што значат тие медалите не се нешто посебно. Медаља како медаља секој може да постигне, ама Да, искуството што е научено таму и што сум видел работи, тоа е плюс за мене. Како не е плюс, особено затоа што веќе имаш наполнето ти 18. Да, да. Да, и ти имаш 18 години како Сара. Добро, родителиве, намерно ве на случај двајцата синови да си да одите готвачи останете да си уживаат дома. Беше нивен предлог и за брат ми. Нели И полесно е брати двајца сега, деца синови? полесно е како не, така ни кажа претходно. Да. И така. Сега и брат ти е во средно угостителско и тој сака да готви. Ти си му пример, како одите се? Па, Учи од тебе? учи, ама не се согласуваме Али баш најдобро. мале не слуша, а? Да. Так, така помаливе не слуша. Не се согласуваме баш во кујната. Но сепак и тој сака да те наследи. Добро, зошто еве да ги насочиме помладиве, зошто да станат готвачи? Што е убавината на оваа професија за тебе? Освен што ќе се утепаш од стоење. Бавината оваа професија е што цел време јадеш, тоа е нешто плюс. Можеш да конзумираш, да креираш нови јадења, различни бои користиш, различни експерименти. Не можеш никако да учнеш. Тоа е убавината на оваа. И ако имаат желба да станат готвачи или Да. можат да се запишат слободно нека ги следат нивните соништа. Да, ти, кој е твојот сон? Што после ова? После ова, искрено, немам некој план. Оти Сара има сон да иде во Франција. Да. Некој план за Италија планирав. Те влече повеќе италијанската кујна? Која кујна сакаш повеќе? Што сакаш ти да готвиш? Медитеранската. Или вакви специфични јадења, нешто ваква нека специфика? Секој кујна има свои специфични јадења. Најмногу медитеранската кујна ме влече. Рибите, морското. Суши Месото- може би. Па не сум Не. на таа страна. Не сум на страна на суши. Значи стрикно риба, стрикно Морско. се што е морски плодови. Да. Ова е стварно специјалитет кој што го правиш. Го издвојуваш како еден од твоите врвни специјалитети? Па може да се каже така. Да? Едно од јадењата кои Сигурно, особено што си успеал ова да го направиш. Добре, ајде кажи ни, освен тоа, што какво месо избра? Значи, еве ако сакаме да одиме во некој супермаркет и да го најдеме, што треба да побараме? Што јас прво тоа те прашав. Сега да влезам да речем дајте ми патка. барате прво треба во правиот маркет да влезете, бидејќи во полумаркет. Добро, ќе се обидат тете да најдат, Да. но какво месо да побараат? Стек од патка, гради од патка. Гради од патка. Да, пошто ќе пробат да ви понудат и джигер, Аха, но не е тоа. но не е тоа. Да. И какво е ова месо? Црвено месо се обично се служи розево во средината. Добро. И е типично за француската кујна. Патка, зајак, француска кујна. Вкусот каков му е? Вкусот е сличен на стек, на мисиркин стек. На пилешко. мисирката малце нели беше посува. Да. Како посува е месото? Ова е дека е розево, не е до толку суво. Аха, добро. И И како исто го ги- спремаш? Што имаш ставено тука? Ова е само мисирката, немаме ставено ни маслиново, ни путер. Самата кожа пушта. Апсолутно волку многу вода пушти. И се пече 90% од времето на страната на кожата, да биде крцкава, дури и се слуша кога ќе поминете. Да. И едноставно е за спремање, не е до толку, само да се погоди тајмингот. Треба нешто да се измаринира, обично месава, нели треба да Само отиде сол, само сол. Само сол. Убаво да се втри од сите страни. Да. Убаво да се стави сол и мисирката Добро. е спремна. И Опа. сега, не ми се верува дека ова парче месо толку многу течност пушти. Да. Ама таа течност можеме да ја искористиме. Како ќе искористиме? Што е тоа? За Ова аспарагус. првпат ми доаѓа во мојата мала кујничка, не сакам Македонија. Ова е аспарагус, шпаргли. Ќе ја користиме денеска како гарнирче за патката.
и можеме само да го искористиме. Инаку се многу здрави за јадење. Да, прилично здрава храна. Да. Ќе го искористиме сокот за да ги изготвиме, не им треба многу. Само треба тие да се пропржат, не треба да се варат нешто. Може да се сварат минута-две, па да се шокираат у мраз, но зашто не го искористиме сокот од патката, која више не е тука, така, зашто не. го фрлиме? Така се разбира и да биде уште поздраво. Да. Рече дека сакаш да експериментираш во кујната, да си правиш нови вкусови. Она што имав можност јас зад камерите да го пробам нешто, беше нешто фантастично. Што ни подготви како сос, тоа е за декорација? Сосот беше шумско овошје, комбинирано со црвено вино и малку блажина од мед, кој Така. одлично бидел со црвено месо. Како го што е подготви, патка. потоа ќе го видиме како... Ево го. Ете го, тука ни е ставено, веќе тоа Сосот ни е е за веќе декорација. Како го подготви? Го извривме шумското овошје со црвеното вино, му дадовме мед, све тоа убаво изври виното, само го блендиравме и Така, тоа кога е тоа. вриеше, тоа забележавме дека целата вода ја снема, нели? Да, Треба баш густо да остане, добро да се прецеди скроз, се блендира и тоа е тоа. Да, и се добива таа блажина Има шире преубав црвено вкус. месо. Останатите намирници ни се за декорација, што имаме се? Имаме гратиниран компир. По старите би рекле мусака од компир. Како Се ова? прави со ред компир, ред кашкавал. Исто како мусака Добро. и се пече. И се пече. И тоа веројатно е гратиниран многу, компир. многу вкусно. Кој ќе се стопи кашкавалот, Тоа е тоа. да. А како само ги редиш, не ставаш Ги масло, редиш. ништо? Или на хартија Редиш за компир, печење? редиш кашкавал, хопла, сол, бибер и тоа е тоа. Се пече. Аха, да. Потоа се сече во посекувана форма. Дали крупче. И другото ни е претпоставам за декорација. Другото е- Овие липчиња, што се таму? Тоа е биби спанај, кој ми беше жал да го сготвам, да го сварам, бидејќи е свеж, па ќе го употребиме така свежо за декорација. Да, да му додадеме малце железо на јадење Да. воти со месо, Да па не нели биде. нема да добиеме Да. железо. Да биде Сега. малку здраво. Да. Колку време му треба да се приготви месото? И додека одеа прилозите, нешто порано поча да го приготвиш. Па месото Застигна. му треба од прилика 20 на 25 минути да се приготви. На оган колку? Се готви, патката е специфична бидејќи се готви на слаб оган, бидејќи ако се стави Колку е не може да видам од тенџерче? ставено е на пола, на четврка. На четврка е. Да. Добра. Се готви на слабо бидејќи ќе изгори целата кожа ако ја ставиме на јако одмах и нема да ни се сготви целата патка. А поентата не е розево, да не остане да не биде сготвена. И кога знаеш дека е сготвена? По допир, Од ока? по допир, По допир, како мислиш по допир? по цврстината на месото. А по цврстината на месото. Добро, од кората, од озгора нели како рапава е? Да. Ја поминуваше со тоа ти е, како се вика тоа? Пинцета. Пинцета. Добро. Се слуша, се јадат кората? Мак специфично ми изгледа. Се јадат? Све, целото. А. Тоа е бидејќи е крцкава. Да. Крцкава, тоа е вкусот што му ја дава на патката. Тоа е вкусот на патката. Па да и целиот овој сок што го испушти, да. Значи во кората. Добро. Да. Ќе видиме после во декорацијата убешноста. Кажи ми, периодот на учење, на запознавање со професијава готвач, кој ти беше твојот идол? Спомена дека имаш ментор. Да. Веројатно со текот на времето и менторот ти станал на некој начин идол, некој кој што го гледаш, го следиш. Па да, имам повеќе ментори. Кој е твојот идол? Идол мој е италијански готвач всушност, не е многу познат кај нас. Кој? Косимо Ботура. Така. Имаше прави 2018. Тој е од градот Модена. И градот Модена е многу традиционален италијански град. Не сакаат јадењето да им се менува на модерен начин. Ма Симон Ботура го направи тоа, го смени на модерен начин. Они го мразеа на почетокот, бидејќи си играше со традицијата. Но кога видела дека технички он го прави истиот вкус, само модерен изглед, они го прифатија тоа. 2018 неговиот ресторан беше прогласен за најдобар ресторан во светот. Варно. Да. Браво. И тој ми е идол, бидејќи медитеранска италијанска кујна, Да. таа ми е омилена. Што најчесто готвиш дома? Што сакаш да готвиш дома?
Дома? Им пробуваш твоите ти се како експеримент. Да. Ај пробајте го ова. Сега ако е добра, ај пробајте го ова, ако е добра. Па да, на некој начин. Комбинираме од све Блази си им да ти кажам што се експеримент, си пробуваат постојано нови работи, Дегустираат. дегустираат. Што сакаш најмногу да готвиш? Искрено немам некое омилено. Најмногу ме Иако влече. си влюбени гнели во италијанскава кујна, кажа, Да. но од нашиве некои од традиционалниве наши јадења? Од традиционалните наши, Па да. искрено готвените јадења. Најмногу. Готвените, најмногу Пошто исто пораснав како Сара, со да. готвени јадења и обожавав кога баба ми спремаше готвени јадења. Да. И тоа ми остана некако како меморија да го следам и низиниот пат, нели? Да Сакаш и ти да... пробувам да готвам такви Да. јадења, Што да ми се враќа ставаме меморија. сега? Гратинирани од компир, малку да ни се стопи кашкавалот, за да Добро. Аха, добро дека ни е веќе подготвен, значи. Да, веќе е Добра. и Така. скоро сме при крај. Така, сега додека си ја декорираш чинијата, повторно ќе отидеме, раќаме со Иван Мицков да декорираме патка. Готова ни е веќе. Веќе ја завршивме. Аспарагус. Да, тоа доле бојата. Така. Е, Ајде со бојата, да. Бојата е природна боја од морков. Пире од морков. Е додадено само путер за да добие таа А добро, светла како се боја. вари морковов и после... Се вари морковот, се блендира, му се додава малку водата што е сварен, путер се додава и Како тоа пире е да тоа. биде. Да, Така. едноставно е пире од морков, да речеме. Да, да, и после служи исклучиво за декорација. За декорации, за било што, можете и сега. со грашок да добиете зелена Тоа е боја. компирот, добро. Ова е гратинираниот компир. Сега. Така. За декорација. Да. Ја претпоставам дека си го научивте во школа, што со што оди, како се декорира, Па, така нешто. или после искуството си го прави своето. Искуството си го прави своето, но уште сме млади за да Ај дома си пробувате, веројатно си украсуваш Да. чинија дома? многу нормално од грешките се учи. Да. Ама кажи како, кога јадењево некогаш ќе се распадне, ќе си го изедеш, не? Да. Највкусно ти е тоа. И тоа е Ете учење. го. Со беби спанаќот, како Беби што рековме, спанаќот. нели? Го потребуваме свеж, Чисто железо, што би се рекло. малку здраво. Убаво е, да. Малку здравје. Убаво е така да се јаде. И ќе употребиме Аха. малини и боровници свежи. Така, добро. А тоа прекрасното што го подготви со шумско Сосот лоше, на крај ќе го тоа не е за декорација. тоа не е за прелив на патката. Добро, ова е боровница. Ова е боровница. Да, оти е исечена, па да не се чудиме што ставате вие. Преубаво Може украсени чини. Навистина. И на крај ќе завршиме со сосот. Така, сос од шумско овошје со... Вино и мед. Какво вино стави? Црвено вино. Црвено вино? Да. И мед. И превкусно е. Спеавме малку да го пробаме. И тоа е за декорација. Тоа е тоа. Иван Мицков, преубаво украсена чинија. Сега тука на вистина ќе направиме една куса пауза пред да се збогуваме и со тебе и со Сара, а во ова наша пауза, но за вас големо внимание, што и останува мене да ве поздравам со вие млади надежи Сара Трајковска и Иван Мицков, кои што денеска готвеа за нас, драги мои, се надевам дека уживавте исто како мене. Направивме превкусни чини, еве ги декорациите уште еднаш. Ова е магија што ја видовме тука. И ви посакувам многу успех и се надевам дека ова телевизиско готвење ви е ветер во грб од мене. Ти благодарим. Фала многу. Посакувам успех, сакам да отидеш во Франција, да успеш да се надоградиш, а тебе кај те води ветер? Кај ме води Патот. Драги мои, а вам благодарам на вниманието. Ова саботно 20 јули 3,5 часовно издание се разбира 6 часот и 45 минути веќе во понеделник. Првото добро утро од моите колеги. Јас сакам Македонија, Сител телевизија.